Добар ден, почитувани. Зголемените трошоци за струја и загриженоста за животната средина се главните причини зошто луѓето се почесто размислуваат на алтернативни извори на енергија. На сончевата енергија се гледа како на едно од решенијата, но тука постојат низа пречки. Од временските услови до големите трошоци за инвестирање, кои ја прават недостапна за многумина. Во екот на сегашната енергетска криза, во Македонија се поатрактивна станува можноста за користење на обновливи извори на енергија, пред се преку соларните или така наречените фотонапонски централи. Нив лани ги имало 173 и според експертите се профитабилен бизнис. Сепак за да се исплати инвестицијата, како што додаваат, ќе треба да минат неколку години. Македонија е земја на сонцето, но и покрај тоа што се проценува дека земјата има 280 сончеви денови, само речиси 1% од неговата енергија се користи за производство на струја. Во екот на енергетската криза се поставува прашањето зошто со поголем капацитет не се користат обновливите извори на енергија. Мега Солар е првата фотонапонска централа во земјата, која се наоѓа во општина Новаци, за да ги искористи благодетите на сонцето. За нејзината изградба пред 10 години биле вложени 3 милиони евра. Мега Солар го почнавме, односно движечка сила која не водеше во развој и реализација на тој проект, беше воведување на современи технологии и намалување на емисијата на стакленички гасови. Од еден аспект, од друг аспект беше нормално профитот од самиот проект. Во земјата лани имало 173 фотонапонски електроцентрали. Тие произвеле 0,72% на струја. На 29% учествува во вкупното производство на струја, потекнува од обновливите извори на енергија во државата. Производството на енергија, како што нарекуваме обновливи, зависи од условите кои што се на определена локација. Би рекле дека во Македонија скоро секаде има можност да се користи сончевата енергија. А се користи толку колку што е изградено. А изградено е толку колку што има инвестиции. Според Балевски, фотонапонските централи се профитабилен бизнис кој ќе вроди со плод после неколку години. Фактот што опремата беше екстремно скапа, мислам дека ги одбиваше сите да влезат во една таква проекција. Профитабилноста ја носи она што опремата поевтини, поготово панелите, за 5 до 6 пати. Така да, од една страна, а од друга страна, дојде до зголемување на цената на струјата. Од останатите обновливи извори се обезбедиле 750 мегавати струја. Димитров порачува дека обновливите извори на енергија се ресурс, но тие зависат од временските услови и во тој случај би се замениле само со енергетска ефикасност. Македонија мора да обезбеди енергетски извори што ќе надокнадува тоа што го немаме како обновливи извори. Тука мора веднаш во Македонија да се градат неколку термоцентрали на природен газ, затоа што природниот газ при неговото користење помалку ја загадува околината, споредено со согорување на јагленот. Споредено со согорување на јаглен кој што го немаме. Споредено со јаглен кој што треба да го купуваме, за кој што ќе трошиме енергија да го транспортираме, да ги уништуваме патиштата ако биде со камиони, да загадуваме околина ако го претоваруваме од вагони на земја, па од земја на камиони да го однесат до рек Битола и до рек Осломи, можете да замислите како неразумен пристап без размислување како да се пристапи кон проблемот на енергетиката. Најголем производител на струја во земјата се електрани на Северна Македонија, во кој спаѓа и рек Битола, кој произведува струја преку ископ и преработка на јаглен. Но ИСМ според податоците на регулаторната комисија задвојно го намалила производството на струја во 2020 година споредбено со 2011 година. Имаме 340 сончеви денови годишно. Тоа е голем потенцијал. Велат некои жители на Кипар, кои соочено со нивните вртоглаво високи сметки за струја, размислуваат да инсталираат соларни панели. Сепак кај некои на овој остров и натаму преовладува сомничавост во врска со соларната енергија, наведувајќи дека ваквиот извор не им е многу сигурен. Зголемените трошоци за енергија и загриженоста за животната средина предизвикаа жителите на овој медитерански остров
да гледаат на сончевата енергија како на очигледна опција. Во изминатата година, бројот на соларни панели се зголеми за 16%, но Кипар сака уште повеќе да зголеми употребата на обновлива енергија. Според бројките на Евростат, во 2019 година само 14% од незината енергија биле од сончева и ветерна енергија, што е далеку под европскиот просек од 19,7%. Кипар се надева дека ќе го зголеми својот удел во обновлива енергија на 23% до 2030 година, како дел од националниот план за енергија и клима. Но промената кон зелената енергија се соочува со многу пречки, како на пример прилагодување на домовите. The electromechanical installations we do today, they have to be energy efficient, and there are no obstacles. Even if it's an old house, it has the same requirements and abilities. Овој остров, кој се наоѓа на околу 800 километри од грчкото копно, неговиот најблизок сосед во Европската унија, нема блиска електроенергетска мрежа која во моментов може да ги спаси во ите случаи. Во 2011 година главната електрана Василикос на јужниот брег на островот беше оштетена од голема експлозија во блиската поморска база. Со недели Кипар имаше чести прекини на струја. Електраната од 1478 мегавати, која користи увезен дизел, покрива речиси 2/3 од потребите на Кипар, ставајќи го меѓу најлошите земји на Европската унија за употреба на фосилни горива во производството на енергија. Во контролната соба на централата, кодиректорот Георгиос Монијатис покажува на празна колона на неговиот екран што укажува на отсуство на енергија од ветер. The problem with the renewable energy is that we cannot store electricity produced by these renewable plants in order to be able to use the energy during night hours when we have no sunshine. Настрана од COVID-19, островот со 800.000 жители исто така мора да се справува со во просек околу 4 милиони туристи годишно, концентрирани во жешките летни месеци. Потребите за енергија на островот се зголемуваат од 300 мегавати на пролет на 1200 мегавати во големите летни горештини. Но подпирањето врз фосилните горива ги погоди джеповите на потрошувачите. Киловат час чинеше 16,97 центи на крајот на минатата година, но се искачи на скоро 22 центи во август. Можеби затоа некои во Кипар открија дека зелената енергија е можна опција за во иднина. Во Чирокитија, блиску до Джиновската електрана, Мелиса Ахен живее речиси една година користејќи само соларни панели. When it came down to switching to living this kind of lifestyle, it was very easy. It was the time to do it, though, where you realize that you don't need anything. You don't need any of the former stuff that you thought made you happy before. The 60 screen, whatever, 100 screen TVs and the whatever, iPhone 12s or 13s or anything like that. There is beauty in simplicity. Дали со зачестеното користење на сончевата енергија ќе се смени и начинот на кој живееме и ќе почнеме да размислуваме како ова жителка на Кипар, која вели дека убавината е во едноставност. Вашите мислења и коментари можете да ги испраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.